А се повеќе млади луѓе гледаат начин својот бизнис кариера да го прават токму дома. Благодарение на мерките што државата ги нуди за вработување и самовработување. Токму затоа денес ќе дознаеме што се случува во Прилеп во Заводот за вработување преку линкот на колешката Каролина Дурло, која што имаме на линија и која што разговара со Виолета Димовска, која е раководител токму во оваа институција. Добро утро, Каролина. Добро утро до гледачите на утринската емисија на Алфа телевизија, секако и до вас, колеги. Добро утро во студиото. Како што кажа Оливера и ти, денеска ние малку ќе проговориме за тоа дека за среќа почнува да се зголемува интересот кај младите луѓе да останат тука во земјава и да почнат свој бизнис. И тоа благодарение на мерките на владата, оние од оперативниот план, каде што конечно ете младите луѓе можат да ги остварат своите амбиции, желби, интереси и така натаму со финансиската помош што ја добиваат од државата. За таа цел ова утро уште рано на Сабајле, за да ја почнеме неделата успешно, разговараме со раководителката на подрачната единица на Агенцијата за вработување од Прилеп, госпоѓа Виолета Димовска. И Виолета, најпрвен добро утро, благодариме за поканата што ја прифативте да бидете дел од утринската програма на Алфа телевизија. Добро утро и од вас, ги поздравувам сите гледачи на Алфа телевизија. Иако е лето, јулие, главно се денови на одмор, меѓутоа вие работите турбо. Минатата недела заврши јавниот повик, поточно за самовработување преку оперативниот план на владата за млади до 29 години и оние над 29 години, која мерка привлече најмногу внимание. Колку луѓе ви се пријавија и потоа ќе прашаме и нешто што е интересно, а што е новина годинава. Значи колку луѓе, колку апликанти имавте? Интересно е тоа што оваа година бројот на апликации се зголеми. Имаме вкупно 327 апликации кои што ги опфаќа трите мерки, значи мерката до самовработување до 29 години, над 29 години и мерката за формирање на ДОО, односно содружници ние кои што викаме. Во склоп, она што е интересно, што можеме да кажеме, дека оваа година имаме 11 апликации од лица кои што се повратници од странство, бидејќи тоа го нудеше како можност мерката за самовработување. Тие добиваат 10% повеќе од грантот за развивање на својот бизнис. И она што во моментов е многу интересно и што радува е тоа што младите сепак ја гледаат својата иднина во нашата држава и почнуваат да се враќаат и да развиваат овде бизнис и да го формуваат понатаму успешно бизнисот и да живеат во држава. Кажете ми, за кои бизниси најмногу има интерес вака? Дали нешто предничи или горе-долу сите се исти услучни дејности или за што најмногу се интересираат младите? Разгледувајќи ги апликациите и има подеднаков интерес и за производствените и за услужните дејности. Меѓутоа, она што јас разгледувајќи го забележав дека има за некој аплицирано за занаети кои што, да речам, некако беа како во изумирање. Значи има за копаничарство, има за столар, за лимар, што некако дава надеж дека и занаетите постепено почнуваат да се враќаат во бизнисот. Во државата. Да. А дали тоа на некој начин може би значи заради тоа што младите подолго време се иселуваат, работат во странство и овде се осипна бројот на занаетчи, па може би проценија дека овде имаме дефицит на такви занаети, па може би и тоа е нивната визија. Па да, гледајќи ги апликациите и она што може да забележам дека скоро сите кои што имаат искуство во странство, сега ги отвораат тие дејности кои што таму ги работеле овде. Значи, аплицираат за тие дејности за кои што веќе стекнале некакво знаење во странство. Така и сакаат да го продолжат овде да работат. Смета дека тоа е како иновација, со гледале дека овде ние го немаме во државава, па дека можат така да просперира нивниот бизнис. Така. Ова е новина годинава, значи за повратниците има уште една новина годинава, не можат да аплицираат
млади кои што имаат завршено само основно образование, со оглед на тоа што кај нас средното е задолжително. Дали може би ви се случи годинава некој да, иако беа познати правилата, да дојде со основно образование или не? Не, мислам дека во јавниот повик беа доста добро објаснети правилата кои се, најмавме лица кои што беа со основно образование кои што побараат да аплицираат. Од Министерството за економија и од Инова, како носители на овој проект, кажа дека неколку од лани застапените мерки годинава се останале најатрактивни, па дел од средствата кои што лани се покажале како неатрактивни, ќе бидат пренаменети во овие поатрактивните. Мерката за самовработување е една од нив, меѓутоа во периодот што ни престои треба да започне јавниот повик за правните лица. Што опфаќа овој јавен повик? Очекуваме нареднава недела или во наредниот период да отпочне мерката самовработување и раст на правни субјекти. Тоа значи дека ние ги поддржуваме правните субјекти во поглед на вработување на нови лица, значи проширување на бизнисот, со тоа што добиваат средства за вложување во репроматеријал за секое вработено лице. Услов е да имаат активна фирма, да имаат позитивна финансиска состојба на фирмата и да сакаат да го прошират бизнисот за да вработат нови лица. Какви се искуствата од лани? Лани имавме 46 апликации, значи 46 фирми кои што вработија од едно па до 4 лица, зависно од бројот на невработени лица, значи во фирмата која што аплицира. Така. Има и уште еден момент за овде вие и за дел од бизнисите организирате и обуки. Каде се изведуваат тие обуки и во кое време траење се? Обуките кои што ги изведуваме согласно на оперативниот план, значи се изведуваат во работниот клуб. Сега за мерката само вработување, обуките се 4-дневни, тие се задолжителни и ќе ги спроведува и нова, така да секој апликант кој што во првата фаза на апликација, значи ќе биде селектиран, мора да ги помини тие обуки за да може потоа да го изработи успешно бизнис планот за втората селекција. И сосема за крај, со оглед на тоа што толку имаме време на располагање, обуките ги вршите овде, меѓутоа нашата подрачна единица е една од во Македонија која што најмалку има вложено во смисла на реновирање. Дали ви е потребно тоа со оглед на тоа што правите и обуки? Бидете кратка, ве молам, да. време. Центарот за вработување Прилеп не е реновиран од кога е изграден. Условите, да, одамна и треба реновирање за да се подобрат условите за работа, за да можеме уште поуспешно да ги спроведуваме сите мерки и активности. Ви благодарам за овој разговор. Тоа би било се од Прилеп, доколку имаш некое прашање во ред, ако не ние овде би се одјавиле со една порака надежна дека младите те сепак одлучуваат да се вратат во земјава и да започнат своји бизниси. Можности има и за работа и за заработувачка. Тоа е и нашата цел. Ви благодарам, Каролина, за овие одлични одговори. Верувам во многу успешни приказни и отварање на многу нови бизниси. Благодарам уште еднаш.